8 жртви на трговија со луѓе само оваа година. Од нив 4 малолетни регистрирале државните институции, 6 женски и 2 машки лица успеале да се спасат од организираниот ланец. Ова е бројката на хартија, но многу поголема е во реалноста. На светскиот ден на укинување на робството, министрите за внатрешни и труд и социјала ја промовираа новата национална стратегија и акцискиот план за борба против трговија со луѓе, кои во идните 3 години треба да бидат клучни за справувањето со овој вид на криминал. Успеавме да напредуваме од земја која недоволно се бори против трговијата со луѓе во групата на земји кои во целост ги исполнуваат критериумите за борба против ова современо робство, согласно оценките и извештаите на Стейт Департментот. Стратегијата и националниот акциски план за борба против трговија со луѓе и легална миграција 2013-2016 година, која што денеска ја промовираме, представува сеопфатна политика за борба против трговијата со луѓе со координирана акција на сите релевантни институции и организации, во која заштитата на човековите права на жртвите е основната максима. Ова е трета поред национална стратегија, за прв пат создадена во 2006, а обновена во 2009. Токму преку овие функционални средства, институциите увиделе каде се слабостите, а во изминатите години се направени низа законски измени кои помагаат во борбата против трговија со луѓе. До сега, според официјалната статистика, за ова дело пресуда добиле над 300 лица. Казната е зголемена на 4 години затвор, а доколку жртвата е малолетна, казната е 8 години за дрешетки. Новата програма носи и нови измени, како и зголемена ефикасност на институциите на локално ниво.